Цената е 8 денари. Трошок има околу 6-7 денари. Ние го даваме за 8, што значи за 1 денар работиме. И ние за 1 денар не работиме. Што да ви кажам друго? Подкупот се гледа сега, дори почна. Слаб подкуп нема, само еден откупува овие села и трошоците се големи, се фрлаат џубрива, кири се плаќаат, орањето, нафтите се скапи, а кромидот 8 денари. 8 денари, пари по 60 дена. И не оди работа вака. Скапува кромидот, ќе се фрли, барем че и гнојме нивјето, нема џубрива да фрламе други. Кромидот сега е веќе 8 динари и нема кој да го земите. Државата ни зема профит, но ќе го продајме 8 динари, а не ни помага да го продајме. Остава на трговците и другите. Како со пченицата што не прави, ние не сме стопани пченицата, млинарите ни решава и трговците за пченицата. И докај ќе оди тоа ние не знаеме. Штетите колкајде се чувствува? Штети се огромни. Луѓето ваѓа по 30 тона фазла производство, не може да преживеи. За пиперките што не ни земени парите. Па ќе му правите на кромите ако не го продавите? Ќе го исфрлиме. Нема. Тие ќе дојдат ќе ни го зема за 2 динара. За 2 динара има кој да го земе, ама за повисока цена нема кој да го земе. Можам да кажам оти производство, како производство се знае, оти немат никакви. Немаме сметки да покриеме. Дома како работени немаме никој. Пред се најмногу производство се врши во населените места Војџани, Бела Црква и Обршани, кои што се големи производители на кромит, додека моментално нема поширок пласман. Ние како Центар Бела Црква имаме договор склучено со Инвест Фудс Куманово за 200 тони, кој што со оваа откупена количина нема да се реши проблемот на ниво на општина.